28 мај сме денеска или се приближуваме кон крајот на месец мај, а јуни календарски ни го носи летото. Иако рековме можеби овие денови го чувствуваме со оглед на температурите и веќе почнуваат подготовките за летни одмори или за престојната летна сезона. Кога зборуваме за тие подготовки, меѓу другото треба да се подготви и летната патна аптека, а за тоа и во утринска на Телма зборуваме и на лице место заедно со Марија. Денеска се подсетиме што е она кое треба да го имаме задолжително во нашата летна патна аптека. Марија, добро утро. Добро утро. Добро утро, Иване, и до тебе. Токму така верувам дека на вистина оваа тема ќе биде добро дојдена за нашите гледачи, со оглед на тоа дека летните одмори наближуваат, но со тоа се разбира ни доаѓаат и оние здравствени ризици кои што не демнеат при самото патување, но и на самите летни одмори. Како правилно да се подготвиме и што е оно кое што треба да го знаеме пред самиот пат? Во продолжение слушаме многу повеќе од мојата денешна гостинка, доктор Симона Крстевска, која што ќе ни каже многу повеќе на оваа тема. Добро утро и добро дојдовте во утринската. Добро утро, ви благодарам на поканата. Најпрво ќе прашам како сте во утро, дали можеби има голем број на пациенти кои можеби се интересираат на оваа тема и ве прашуваат како правилно да се подготват пред самиот пат. Така, секогаш значи постојат пациенти кои што се интересираат, така да постои голем број на пациенти во нашава амбуланта и секогаш се да кажам желни за вакви информации во ваквиот престоен период кој што ни следува. Какви совети добиваат од вас? Кој е онај најпрв чекор кој што треба да го направат пред да поидат на патување? Така, најчесто прашуваат кои се сите оние лекови потребни кои што треба да ги имаат со себе во текот на самиот престој, во текот на патувањето, така да најчесто тука почнуваат препораките доколку се работи за хронични пациенти, задолжително земање на хронична терапија, како и задолжителна подготовка на една така наречена патна аптека, која што од исклучителна важност при самото патување за самиот престој на одморите. Самата содржина на таа патна аптека треба да зависи од здравствената состојба на пациентите, како од бројот на членовите во семејството и нивната возраст. Самата таа аптека се состои од медикаменти, односно лекови кои што се неопходни за самолекување, како и препарати за пружање на прва помош во одредени ситуации. Најчести проблеми кои што се јавуваат, може да се јават во текот на патувањето или одморот, се разбира се високи температури, односно изгореници, опекотини, потоа може да се јават мачнини, гадење, повраќање, диареја, како резултат на промена на клима, храна, вода и така натака. Може да се јават убоди од инсекти, каснување, алергиски реакции или како несакана реакција и така натаму. Во однос на оно што е битно како препарати за пружање на прва помош, кои што треба да имаат со себе пациентиве, се подразбира антибактериски спреј, потоа во вид на прашок или спреј, потоа земање на антисептик за дезинфекција при увод од инсекти или каснување, земање на стерилни гази, дезинфициенси и така натака. Дали можеби треба да се додаде нешто во патната аптека доколку патуваме со деца? Верувам дека повеќе и треба да се обрне внимание доколку се патува со помалите. Така, кога се работи за дечињата, поготово одморот за дечињата, нешто малце можеби ќе речам по комплициран, бидејќи бараат по самата нежност на дечињата, бараат и повисока нега, предпазливост, така да особено треба да се внимава изложеноста на сонцето кај дечињата, затоа што многу брзо може да настане изгореници, иритација на кожата, задолжително носење на заштитен фактор со заштитна крема со заштитен фактор, потоа значи носење на електролити како резултат на рехидратација, потоа затоа што кај дечињата многу често самите диареи и пролив повраќања брзо доведуваат до дехидратација. Сите овие лекови кои што ги напоменавте, кои што треба да ги има во нашата патна аптека, како правилно да се чуваат? Бидејќи вие ги напоменавте честопати тие високи температури, верувам дека има посебен процес како тоа оди. Така, не само што е важно да се носат овие лекови во самата патна аптека, многу значајно и нивното чување. Секогаш препорачуваме да оди чувањето во посебни, значи, тоест во посебни услови каде што имаме темни простори на пониски температури, меѓутоа доколку налагаат условите. Во случај кога се работи за подолго патување, продолжено, тогаш советуваме тоа да биде барем чување да не бидат изложени лековите директно на сонце. Тука сакам да напоменам во однос на лековите што се работи, кога се работи значи со деца присуство
многу е значено да се земат и капки за очи, спречиња за ушите и така натака. Да си има и тоа за секој случај, што би се рекло, да. Пред самиот крај би сакала да прашам и за оние случаи каде што има труење со храна. Тоа е за жал чест проблем во летните денови, не само на летните одмори, генерално во летниот период. Ќе прашам како да се заштитиме, на што да внимаваме, доколку се најдеме во таква ситуација, што да преземеме. Да, стомачните труења се доста чести во летниот период заради самите нели високи температури. Советуваме пациентиве, тоест граѓаниве да земат полесна храна значи од растително потекло, зеленчук, овошје, да се избегнува месомесни производи, доколку веќе имаме брза храна консумирање, тогаш тоа нека биде нели добро термички обработена. Благодарам многу за одвоеното време, навистина ми е драго за овие утрински совети. Ви благодарам и на вас. Се надевам дека овие совети и препораки ќе бидат од корист на граѓаните во текот на овие летни денови кои што следуваат. Благодарам уште еднаш. И ние се надеваме дека оваа тема беше добредојдена за нашите гледачи, едни утрински совети кои што верувам ќе бидат добредојдени за сите оние кои што планираат летен одмор, но генерално и совети за летниот период.